Да се прошири истрагата за групата на Љупчо Палевски, зашто нивните дејства се еднакви на тероризам, и истите имаат криминално минато за кое требало многу порано да се реагира. Така смета универзитетската професорка од Факултетот за безбедност, Фросина Ташевска-Ременски, во разговор за Гласот на Америка. Таа група, според моите неформални, неофицијални информации, имала многу поголеми планови. Постоеле списоци за ликвидации, постоеле списоци за изнуди, постоеле списоци за заплашување, постоеле списоци за киднапирање. Што значи дека ова е предизвик за истражните органи, предизвик за полицијата, за безбедносните служби, да ги осуетат плановите и да ги представат во јавност. И тоа да им биде дополнителна одговорност во целиот овој случај. Тие имаат позната криминалистичко, безбедносна и полициска историја и не биле лица кои што не биле претходно безбедносно третирани. Кога зборувам безбедносно третирани, мислам дека тие лица во минатото во многу случаи биле предмет на еден постојан, континуиран оперативен надзор заради превенирање на вакви слични планови кои што може би биле и многу по-монструозни. Зошто и како е дозволено тој оперативен надзор да не продолжи на начин на кој што требало да биде третиран е прашање за другите институции. Не само прашање за полицијата, туку и на безбедносно разузнавачката заедница, имајќи во предвид фактот дека тие се легитимен, како и во секаде во Европа и во светот, легитимен таргет за крајно десен и крајно лев екстремизам. Професорката е категорична дека ефектите од грабнувањето и убиството на ученичката Вања се тактики на тероризам. Имате екстремна радикализација која што се исполува со чинови на тероризам, кои што можеби на почетокот и не се квалификувани како тероризам. Еве во овој случај имаме грабнување и убиство, но тие се представуваат и тактики на извршување на тероризам, со цел да се предизвика општа јавна вознемиреност, штети по социјални односи, по меѓучовечки односи, недоверба во институции, насочување на политички процеси. Ременски ги поврзува активностите на Палевски и неговите соработници со проруски влијанија. Но фактот пак дека секое спротивставување на нашите стратешки интереси, а тоа е членството во Европската Унија и претходно во НАТО, алијансата, доаѓа токму од тие проруски структури, кои што го користија тој нивен голем македонизам за правење на можеби најголемите злосторства и према граѓаните и према државата, со самото тоа што станавме реално гнездо на тие надворешни странски, би кажала, највеќе руски влијанија, па од тука се влечат и логиките за неговата поврзаност токму со тие политички и условно кажани патриотски структури кои што се крстат во мајка Русија. После оваквите случаи треба еден сериозен, институционален, координиран, организиран план на безбедносно-разузнавачката заедница со полицијата и враќање на класичното оперативно работење на терен по однос на сузбивање на се што значи радикален говор, повикување на омраза и убиства и ликвидации, за кои што сведочиме години наназад на социјалните мрежи. Ниту едно насилство не почнува со збор, но факт е дека има многу индикатори кои што говорат дека ова реално зад завесата се случувало. Од криминалистички аспект и од оперативен не држи до крај тезата дека 500 евра долг и само земањето на кола е причина за убиство. Тоа во ниту еден случај, во сите претходно истражени и докажани случаи на убиство не може да биде причина. Затоа алудирам дека можеби тој бил дел од оваа петорка, шестка, не знам колку биле луѓе меѓутоа гледам по осумничените и преведените,
дека може би го осуетил планот и представувал ризик дека ќе бидат предадени од негова страна и бил предмет на ликвидација. А дали мотивот е користолюбие, убиство заради убиство или има некои други поголеми мотиви, тоа треба да го кажат надлежните институции да одговорат на сите овие прашања, меѓутоа во еден поширок формат, во кој што нема да биде поштедено на истражување и испитување однесувањето и на таткото, меѓутоа и однесувањето на мајката. Знаете, ние сме традиционално општество и во основа секогаш велиме како може, дали е можно, таткото или мајката. Сите лични релации се второстепени во однос на докажување на објективноста, во настаните и прибирањето на објективни докази. Емоцијата е второстепена. Ова е лекција и за безбедносно-разузнавачката заедница, да си ги преиспитаат нивните постапки, досегашни, нивната соодветноста на нивниот третман на овие структури и секако да дадат одговор на прашањата зошто ова лице и досега, поради бројните криминални поведенија во минатото, не било предмет на ниту една посериозна постапка за истрага, а да не зборам процесуирање со судска разрешница. Во сите институции има професионалци и во сите институции има порив да се дојде до вистината. Наспроти други структури кои што функционираат и во истите тие институции, кои што можеби ја немаат истата цел. Да ги исчистиме сите структури кои што по принципот на труло јаболко знаат да направат дестабилизација на интегритет на институции и секако да се фокусираме онаму кај што сме застанале. Да продолжиме, да ги држиме под будното око сите оние кои што во минатото се покажале дека биле и се безбедносен ризик за државата. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.